Пред да му посакаме добре дојде на нашиот следен гостин, само информација дека Рома го победи тимот на Дженова со 1-0. Сега, на моја голема радост, во студиото го имаме Ѓоко Хаџиевски, еден од нашите најуспешни фудбалски тренери, човекот кој се врати во битолски Пеистер по пауза 24 години. Точно така е. Како номад живеевте во последниот период, сега сте дома. Па последниве 10-11 години сум непрекинато надвор од 2003 и после 10 години 11 се враќам во првенство на Македонија. Меѓутоа од Битола излегов 91 јануари. Зошто се одлучивте да се вратите во битолски Пеистер, клуб кој што е во долниот дел од табелата сега во македонскиот шампионат? Па мислам познато дека јас дојдов од Пеистер во Вардар, во Скопје и понатаму уште во 9 други држави, меѓутоа сентиментален сум нормално према средината од која излегов, која ми пружи шанса да се афирмирам и не планирав, искрено не планирав да дојдам сега, имав други планови надвор, меѓутоа после разговорот со сопственикот на Цермат Зоран Ристевски, еднаш, два пати, три пати во разговорите гледам дека сериозна е работата, дека има концепција, дека има можности, дека има амбиции, сето тоа поврзано со Битола како град кој што има традиција на спортот, на културата, на вистина да се цени добро, да се вреднува, да се поддржува. Мислам дека може да се направи не само во рамките на Македонија, туку и пошироко успешна приказка. Кога сме веќе кај Битола, знаете дека градоначалникот ни гостуваше пред вас. Колку сте вие задоволни од неговата работа? Па, првин, ако на пресконференцијата минатата недела присуствуваше и тој, значи го поддржува клубот максимално. Сега, во ова прилика кога се сретнавме во вашето студио, продолживме со мотивацијата да направиме нешто навистина силно. Имаме цврсти уверувања дека ќе го помага клубот. Во прв ред мислам прво на новиот стадион кој што треба да се гради во Битола, кој што ќе биде уште една лепотица фудбалска. А Битола со посетеноста мислам дека е способна да прави меѓународни квалитетни представи. И од тој аспект мислам дека соработката со нашиот градоначалник ќе биде навистина супер, добра. Поминавте многу држави, многу клубови, многу титули. Кои се впечатоците кои се најсилни кај вас? Од кој клуб, од која држава? Па сигурно според атрактивноста Јапонија е. Јапонија е вака во смисол на организацијата на живот, на она што може да се види е поинакво од сите други држави, поготово европските. Значи имав прилика да идам на сите континенти, и во Јужна Америка, во Северна Америка, во Австралија, Африка, Азија, меѓутоа Јапонија е нешто... На Блискиот Исток дури ќе ве затворија поради проблем со пасошот. Со пасошот, да. Немаше да ме затворат. Беа тие некои претења кои не упалија, јас храбро отидов на надпревар и нешто не покушаја да ме уапсат, туку ме поддржаја сите од полиција, обезбедување и така натаму. Во која држава се случи тоа? Во Саудитска Арабија. А зошто беа претењата? Па во Саудитска Арабија има правило кога доаѓаш да работиш, спонзорот твој, значи фирмата, практично ти обезбедува работната карта или престојот, личната карта што имаш саудитска. Со оглед на тоа дека ние во фудбалот имаме договор, кога завршува договорот, ти си слободен играч, тренер или играч и можеш да промениш клубот. Меѓутоа таму, ако не е променет спонзорот, јас тие правила не можам да ги знам, не сум од Саудитска Арабија, и јас го променив после истекот на првата година клубот, меѓутоа влегов во Саудитска Арабија со личната карта од првиот. И сега тука беше практично некој ривалитет, тие не сакаја да заминам од клубот. Јас кога заминав, тие рекоја нема да успееш сега да останеш. Со сила да ве задржат. Да, со сила, меѓутоа
се среди све, мислам, иако беа насловни страни во вестници, некој прв пат ќе се случи тренер да биде затворен и така надолу, немаше ни близко таква сериозна работа. Тоа беше во Саудитска Арабија, иначе и таму е специфична, 3 години бев, како да кажам, специфичен начинот на живот. Знаете добро што значи во своите правила Саудитска Арабија. Црно-бел свет, машките се бели, женските се црни, нема колор и треба да се прилагодиш во тие две бои свет да живееш. Со некои забрани. Боки 13 веројатно таму не би поминал. Тешко сигурно. Вие бевте селектор на македонската фудбалска репрезентација и бевте најблизу до пласман на големо надпреварување или бараж за пласман на Европско првенство. Надпреварите против Литванија. Литванија беше надпревар кој што во секој случај можеше да ни донесе бараж, само една победа. Да игравме 10 пати со Литванија, 10 пати ги победевме. Ето, тогаш така се случи. Меѓутоа хендикеп за нас беше што ние имавме една нова генерација, значи оние фудбалери кои 10 година стапуваа во македонска репрезентација. Милошевски, Седловски, Николовски, Митко Стојковски, Антони Мицевски, Христов, Шакири, Чирич, Милошевски, Гошев, Захариевски, знаете, години играе во македонска репрезентација, тогаш беа млади фудбалери. Нив им требаше искуство. И таа генерација, ако заедно продолжевме малку подолго време, сигурно сум дека ќе направевме нешто со оглед на тоа дека 98 година бевме репрезентација со најголем прогрес на ФИФИ на листа, 35 места во една година ние скокнавме. И тоа беше потврда дека се работеше навистина за успешни 2-3 години заедно. Меѓутоа, ете, кај нас приликите се менуваат. Како гледате сега на македонската фудбалска репрезентација? Па сега е момент кога после тие 10 години од таа репрезентација мора се менува нова репрезентација, да се создава нова репрезентација, меѓутоа гледате дека не е потребно само да ја менуваш, него треба да правиш резултати. Значи тогаш ние променивме повеќе од 15 фудбалери, 20 нови и го направивме најголемиот резултат до сегашен на македонска репрезентација. Значи бевме 58 на ФИФИ на листа. Овде да потсетам дека во еден момент Македонија беше 48 на ФИФА листа, меѓутоа тоа беше по нови правила, не оние старите кои што се носат, да речеме, 5 последни години. Во последните 2 години се рачунаја и тогаш се направи. Иначе невозможно е ти да направиш скок од 40-50 места со 2 надпревари. Значи тоа јавноста не го знае и треба да знае дека таков скок не се прави со 2 надпревари. Имаме гледач, можеби од Битола. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Ајде, јас сакам да зборувам да ме уклучите во студијето. Ве уклучивме и може да зборувате. Ало, добар ден. Добар ден, се увате во недела попладне, Даниела е тука. Поздрав за студијето. Поздрави до вас. Сакам да му пожелам добре дојде на новиот Жозе Мориньо од Битола. Новиот Жозе Мориньо од Битола. Нашиот Хаджиевски, се радуваме, верувајте или не, се радуваме како мали бебина, кога разбравме дека ни се вратил во Битола после толку години. Јас се викам Боне Кантаровски од Могила сум, музичар. Значи ли тоа дека ќе бидете прв на стадионите, да ги поддржите неговите играчи? Да, јас се поддржувам како најпрво, најомилениот мој Ѓоко Хаджиевски го поддржувам. И ние сега решивме во Битола Жозе Мориньо да го викаме. Поздрав за сите и фала многу што ме уклучивте. Ви благодариме за јавувањето. И не се преваре, знаеме дека нов стадион, нов Жозе Мориньо и Пелистер ќе ни го однесиш кај те треба. Пријатно, фала многу. Пријатно. Ова е само дел од атмосферата во Битола последнава недела дена. Јас сум навистина одушевен не само со тоа што фудбалски луѓе приоѓаат, луѓе кои што се интересираат за фудбалот и кои ќе бидат сигурно на стадион, меѓутоа многу друг свет. Но да ве споредат со Жозе Мориньо. Сега добро, Жозе Мориньо е Мориньо, работи во големи екипи, меѓутоа јас ќе бидам пресреќен ако направиме стварно овој проект со Пелистер и не само во рамките на Македонија, туку и
како една македонска екипа успееме со не само нашето делување на терен, со нашите игри на стадион, со нашиот однос, со нашите комуникации, со нашата организација, да покажеме дека една македонска екипа може да има авторитет малце поголем. Нешто да речеме како Марибор сега го прави во Словенија, тоа не знам што, меѓутоа Марибор екзистира во една многу организирана држава од Македонија, каде што и условите за работа, каде што системот овозможува да... Здравје Боже, се стремиме кон тоа. Се бориме прво за опстанок, Пелистер, со вас, па здравје Боже идната година и за шампионска во овој титула. момент, само кратко да дополнам дека ние немаме некој силен притисок, ние не сме во позиција да се бориме ни за прво, второ, сигурен сум дека нема да се бориме за опстанок. Значи, во еден период сме на создавање на една нова екипа, добра екипа, перспективна, и отвараме врати на сите талентирани фудбалери кои што веруваат во себе. Значи, Пелистер нема да биде клуб каде што ќе се фрлат големи пари и не знам, ќе изиграваме така некои Челси. Значи, кај нас ќе биде системот дека ќе овозможиме максимални услови за работа, добри услови за живот на фудбалерите и шанса да се афирмират и да преку Пелистер дојдат до големи екипи каде што ќе има интерес сигурно македонската фудбалска репрезентација.